Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се Маријан Ѓурчев, поранешен амбасадор, пратеник, колумнист. Добре дојде. Добре дојдов. Војслав Зафировски, поранешен антикорупционер, безбедносен експерт, колумнист. Добре дојде. Добро ве најдов. Пред малку се конституираше новото македонско собрание, верификувани мандатите на 118 пратеника заради оние прегласувањата што беа и слично. Кои се вашите очекувања за Македонија во следниот период, како ќе се одвиваат работиве? Конечно, еден настан кој што одбележа дефинитивно промена на власта, старото собрание распуштено, пратениците распуштени, предадени земени мандатите. Како одиме натаму? Па очекувам како и секојаш кога ВМРО ДПМН зема палката да управува со македонската држава, една ренесанса на македонското општество. Особено што овој пат македонските граѓани уште еднаш искажаа целосна доверба кон сето тоа што претходната власт 7 години сакаше да слушне, што тие му порачуваат на таа актуелна власт во делот како на односот на таа номенклатура политичка кон меѓународната позиција на Република Македонија, а потоа и внатрешно во однос на квалитетот на животот, животниот стандард. Сето оно што се случуваше со криминалот и корупцијата, проблемите со развојот на македонската економија, задолжувањето, значи едноставно ренесанса на македонското општество во сите домени, а пред се почит кон македонските институции. Собранието е најважниот, би рекол, најважната институција во Република Македонија, тоа е храмот на демократијата и таму ќе треба да се носат клучните закони, затоа што законите се пишани правни норми кои што треба да го сликаат етичкото расположение на македонските граѓани и доколку се работи квалитетно, доколку се слушаат гласот на македонските граѓани, тогаш собранието ќе биде тој темел на македонската демократија и темел на идните реформи кои што треба да бидат во Република Македонија, меѓутоа во интерес на македонските граѓани, а не во интерес на политичките елити. Тоа го очекувам. Војслав, твоите очекувања од новиот македонски парламент? Па после ова што Маријан го кажа, мислам дека многу малку има што да се додаде, но она што очекувам тоа е да парламентот си ја потврди својата вистинска водечка улога во општеството, бидејќи тоа е законодавната власт која дефинира рамката во која извршната власт треба да функционира, ја дефинира позицијата на Република Македонија во меѓународни рамки и тука на вистина очекувам јас Република Македонија да се издигне над се она што го имавме во изминатиот период. И во некои изминати гостувања овдека во ова студио коментирав дека дефинитивно Република Македонија мора да се ресетира како држава, да ги ресетира сите институции на државната власт и мислам дека тука клучната улога ќе има токму собранието на Република Македонија. И она што вистински го очекувам е собранието да ја добие онаја вистинска улога не да се однесува како алатка во рацете на извршната власт, туку да биде вистинскиот барометар на состојбите во општеството и да биде контрола врз извршната власт, со тоа Република Македонија со крупни чекори да почни да граби кон едно просперитетно општество, особено во делот на борбата против корупцијата и особено во делот на владењето на правото подеднакво за сите. Дали ќе престане она навика да биде собранието една обична гласачка машина, буквално кажано, бидејќи и по сите правила и според она што сме декларативно сме парламентарна демократија и собранието ја избира, односно ја гласа, нели, владата, конечно да се стави крај, особено овие 7 години го видовме собранието единствено како алатка на власта која ќе посакаат да си нарачаат нешто, па и со оние европските знаменца кои што повеќе прилегаа на пиратски знаменца во моменти, да се промени улогата и парламентот да си го добие вистинското значење како што треба да биде парламентарна демократија. Па јас се надевам. Моето искуство како член на македонскиот парламент беше во едни тешки години кога се случува многу крупни промени на македонското општество и како политика, и како економија, и како култура. И во тој сегмент мислам дека овој пат имаме голема шанса од една причина.
граѓаните недвосмислено кажаа што посакуваат од идната власт во Македонија, од идната управувачка власт. Законодавна, председателска, извршна и локална. 4 нивоа на власт. Мислам дека таа порака на граѓаните е многу јасна и овој пат не се работи за казна на актуелната гарнитура која што беше до 8 мај, тоа значи СДСМ и ДУИ, туку се работи за еден револт на македонските граѓани, за сето она што беше повреда на македонското достоинство. Знаете, достоинството не е политичка категорија, ама има политички импликации. Македонскиот граѓанин беше навреден од надменоста, од високомерноста, од цинизмот, од ароганцијата. И токму собранието низ своите конструктивни дебати од пратениците кои што се предложени, независно од која политичка партија, дали од позиција која што ќе биде или опозиција, со квалитетот на нивните говори, со квалитетот на нивните законски предлози, кои што треба да отсликаат реалноста во македонското општество, треба да биде на некој начин да ја афирмира улогата на граѓанинот, потоа да го подигне нивото на политичката култура во Македонија, исто така да го изгради социјалниот капитал, што е многу битен, кој што од година во година после промена на системот еродираше, и на таков начин да биде не само контрола на работењето на политичките партии, туку да влијае на нивното однесување, а особено на извршната власт. Доколку успее собранието да има таа улога, тогаш граѓаните тоа ќе го поздрават и јас се надевам дека искуствата од изминатите 33 години државност овој пат треба да бидат достаточни за да можеме да планираме долгорочно една национална стратегија за динамичен, брз, просперитетен развој на Македонија. Тоа ќе биде дел и задача на извршната власт, дел ќе биде научните институции како МАНУ, како УКИМ, како приватните универзитети. И на таков начин да креираме една национална стратегија за општествен развој на Македонија до 2040 година, така како што на времето под раководство на академик Љусев се креираше националната стратегија за Македонија до 2020 година. Токму собранието треба да биде носител на таа акција. Знаете дека собранието е и носител на она што значи информација на државниот јавно дифузен сервис. Собранието решава многу работи во делот на она што представува јавниот интерес на Република Македонија и се надевам дека таа улога ќе ја испорача на квалитетен начин до македонските граѓани и тие ќе возвратат со подигање на рейтингот кој што во овој момент изнесуваше некаде околу 2 до 3% како рейтинг на македонското собрание. Јас се надевам дека за 1 до 2 години тој рейтинг ќе биде најмалку 50%, за тоа што дел од тие што ги избраа ги познавам луѓе, знам дека тие се одговорни, совесни и мислам дека тоа ќе биде наша препорака и за тој наш пат кој што говориме дека е траекторија кон Европската унија. Војслав велат во Македонија минатите 7 години важеше правилото ние да се вратиме и 30 години наназад, ќе бидеме 20 години нанапред од она што бевме овие минати 7 години во однос на многу работи. Почнуваат ли да се менуваат работите конкретно? Сега во моментот најголемите реакции по социјалните мрежи и сегашната онаа власт која што ќе биде опозиција, замерките се за Африм Гаши како председател на парламентот, председателот на Алтернатива. Дали не сваќа дека веќе даденото право еднаш нешто што било веќе станува можеби и правило, или од друга страна ова е дел од коалицискиот пазар, ама па затоа на местото на спикерот ама останаа некои клучни министерства за државата кои што не се дадени на кијаметот на времето, не времето како што беше овие минати 7 години, да не заборавиме што се случуваше со Бујар Османи и со сите останати кои што беа на места каде што не треба да бидат. Еве, а решението Африм Гаши како спикер на парламентот, односно председател на собранието. Лично сметам дека не е баш среќно решение доделувањето на спикерското место на господинот Африм Гаши од една единствена причина, што тоа беше искрата која ги запали настаните на 27 април. Со тоа овозможи на ДУИ и на СДСМ да направат пуч, едноставно кажано, затоа што и ден денес го нема ниту записникот од таа собраниска седница, ниту има податоци за тоа кој гласал, колку гласале, колку биле против и така натаму и така натаму. Едноставно таа седница како да не се случила, како да не постои. Меѓутоа затоа имаме еден голем број луѓе осудени на
сериозни казни затвор кои веќе ги издржуваат тие казни. Но условите и нештата се веќе променети. Мислам дека она што Дуи го прави со тие изјави на Бујар Османи и така натаму, говори за хендикепот, демократскиот хендикеп на Дуи да може да се носи со новонастанатите околности. Јас се надевам дека Африм Гаши ќе се посвети сериозно на работата на собранието и дека ќе одговори на предизвиците кои ги носи и времето и приликите кои се создадени во Република Македонија. Така што останува да веруваме во тоа дека е направен добар баланс околу изборот и поделбата на министрите, на министерските фотели и дека ќе се покажи дека Африм Гаши ќе биде надпартиски човек кој ќе успее собранието да го однеси во мирни води. Дефинитивно мислам дека приоритет треба да биде донесувањето на нов деловник на работа на собранието, од едноставна причина што постојниот видовме како се изигруваше и како се манипулираше со него, така што треба да стартуваме од тука. Значи, стартуваме од една сосема нова позиција, еден нов општествен амбиент имаме, каде што граѓаните размислуваат поинаку, каде што треба да се ослободи онаа позитивна енергија што живее кај граѓаните и работите да добијат еден подобар тек. Во оваа смисла сметам дека собранието треба да ја избегне онаја практика да се користи европското знаменце за се и се што, а најчесто за протнување на решенија кои не соодветствуваат и за кои Република Македонија трпеше и трпи, се уште трпи критики и од Европската Унија и од нашите стратешки партнери. Така што сметам дека вкупниот амбиент и се она што го имаме како состојба во Република Македонија дава шанса и на новоизбраниот председател на Собранието на Република Македонија да ги покаже своите вистински квалитети. После Талат Џафери нема многу тешка задача Гаши да биде подобар, имајќи предвид што се случи со него, настрана европските знаменца, но и односот кон вработените, да не ги заборавиме оние пцовки и работи кои што се случуваа за жал. Но еве, Африм Гаши како решение за спикер од ваша гледна точка? Па вака сега, после Талат Џафери, кој што по функција или по своја професионална ориентација беше мајор на Југословенската армија, беше нормално еден југословенски синдром на такво однесување кон вработените од старата југословенска армија да биде пренесено и преку македонските телевизиски овие што се куки и се покажа дека тоа е нешто што е одамно минато време и задачата на Африм Гаши ќе биде многу олесната со тоа што и ќе има широк простор за една би рекол културизација во македонскиот парламент. Она што каже господин Зафировски со односењето на новиот деловник, тој да го практикува правилно, со едно однесување кон пратениците како што доликува на културата, вековната култура на македонскиот историско-географски простор. И на таков начин тој ќе може да на некој начин допринесе за ново додадена вредност во македонскиот парламент, затоа што околностите се драматично променети во Македонија сега. Со заминувањето на Дуи од владеачко управување во Република Македонија, замена на структура која што не треба да заборавим беше политичко крило на воена формација. Малкумина верува, извинете што ве прекинувам, дека ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе имаат доблест и шанса воопшто дека ќе можат да ги тргнат Дуи од вас. Сите велеа нема шанси, Дуи се Дуи, бидејќи се такви какви што се случи нешто што многумина реално не го очекува, Дуи отиде во опозиција, тоа е факт. Па реално гледано Дуи беше во опозиција 2006 година кога ВМРО ДПМН и тогаш победи, затоа што ВМРО ДПМН принципиелно
со тогашната Демократска партија на албанците направи коалиција, ако беа да малцинска, на некој начин има малцински број на пратеници во однос на албанските гласачи, но факт е дека Дуи мораше да замине од управувачка позиција во државата, од причини што ќе кажам, тие донесоа нешто туѓо, нешто инородно во Република Македонија, кое што не соодветствуваше на расположението на албанците. Не треба да забораваме дека ВМРО, ДПМН и Демократската партија на албанците од 1999 година гради еден граѓански концепт во Македонија. И во однос на образованието на албанците на универзитетско ниво, и во однос на градењето на институциите заеднички, во однос на учеството на албанците во сите структури во македонските институции, и тоа се заборави. Она што Дуи го донесе во Македонија со помош на, така да кажам, нелегитимна вооружена активност, која што беше пренесена од територијата на тогашен меѓународен протекторат, ги поремети односите помеѓу македонците и албанците, и од тој навестен граѓански концепт кој што го градевме, јас бев во таа влада тогаш 99-2002, кај што направивме толку многу добрини, кај што толку многу добри министри, во тоа време да ги споменам господинот Бесник Фетај, господинот Бедрин Ибраим и господинот Джевдет Насуфи, врховниот судија Саити Джемо, тоа беа личности. Тоа беа личности кои што беа македонци, државјани, со албанска етничка провененција, меѓутоа луѓе кои што бранеа Македонија, кои што бранеа Македонија надвор и преговорите со ОИ, преговорите со НАТО, и така ние дојдовме до една ситуација да изградиме граѓански концепт природен по пат на она што значи еволутивен растеж. Дуи тој пат го прекина. Ние сега мора да се вратиме назад после 20 години кон тој граѓански концепт, да ги елиминираме тие концепции за Македонија како бинационална држава, Македонија како држава на етнички колективитети. Се знае што е Република Македонија. Таа е држава на македонскиот народ и на делови од други народи, меѓу кои што се албанците, турците, србите, ромите, власите, бошњаците, и за оние други за кои што ќе се договориме на каков начин и кога треба да бидат дел од македонскиот устав и од македонското општество. Значи, затоа Дуи мораше да замине во опозиција, затоа што природниот албански елемент, албанците беа на некој начин несречни со владењето на Дуи. Тие на крајот покажаа дека не му веруваат повеќе на тоа што беше како порака пренесувано од челниците на Дуи, и со тоа се отвори една нова можност на досегашната албанска опозиција, а сега веќе ќе биде дел од власта, да покаже дека тој концепт на одржлив македонски развој на сите граѓани на Македонија, независно од етничката припадност, е сосема нешто друго, во кое што пред се ќе биде битна унитарноста на Македонија, државноста на Македонија, кохезијата на македонските граѓани, и од тука натаму ќе можеме да градиме другите три подсистема, тоа се културата, образованието, здравството, потоа економијата и на крајот формата на управување, квалитетот на сите институции да го дигнеме на повисоко ниво. Каде замина Војсав оние закани, буквално кажано, на Али Ахмети, кои што беа резултат на првичните резултати кога дознаа дека ќе одат во опозиција дефинитивно, односно и председателот на ВМРО им го кажа веднаш по изборите, сватија и Али Ахмети се закани со ескалација. Нешто стара шема би рекле, класика, нешто зачкрипи, веднаш на национализам удри, но тоа беше првичниот дел за да после неколку дена, сваќајќи дека дефинитивно вреди се новата власт, излезе со ливчињата и замавта, ама и тие потпишаа дека уставните измени ќе бидат, нели, главно еве го тука потписот и сето тоа, и за да потоа продолжат на тој начин со најави за еве ќе бараме, ќе правиме, но некако ја снема таа приказка за ескалацијата, дали некој ги симна долу, како гледаш на овој момент, сепак за среќа да завршува како што треба, политички коректно, но првично не беше така и наеднаш некако ги снема и тоа е малку симптоматично. Сметам дека и преска кажав дека тие закани, играњето на картата на национализмот говори за отсуството на демократски капацитет во Дуи. Во крајна линија неодамна излезе господинот Джевдет Харедини со една анализа, каде што многу добро објаснува дека Дуи има добиено само 8 пратеници. Тоа говори многу. Тоа говори многу. Од вкупно 18 кои ги доби Европскиот фронт, 10 пратеници отпаѓаат на партијата на
ромската заедница и партијата на турската заедница, кои направија коалиција со ДУИ. Повеќе партии се мислам од турската Така и и од од ромската. албанската Да. имаше нели тука и Тачи, да. Но во секој случај ДУИ остана само со 8 пратеници. Тоа многу говори. Тоа многу говори. Демократскиот хендикеп на ДУИ е очигледен и поразот на ДУИ е повеќе од јасен. Не може веќе да се игра на картата на национализмот. Особено што, она што и господинот Ѓорчев го кажа, албанците најмногу истрпеа. Најголем мак видоа. Па видите вие статистиката што вели, дека најголем број одлив на граѓани од Република Македонија се всушност Така, од тоа е албанската јасно, да. националност. Зошто бегаат од Македонија? Они не видоа зло од македонците. Не видоа зло. Да го гледа Артан Груби. Но го гледа Артан Груби. Така. Ги гледа министрите како играат фудбал во службените простори. Коли возат, какви чантички од Така колку е. евра купуваат и Свесни се за корупцијата која е присутна и која е поттикната од водството на ДУИ. така ним комшиите ним дава ауди од 80.000 Да. евра да возат ниту на мене, ниту на вас, да. Па не, јас Чудно, немам такви возам комшии, возило да. од 98 година. Така. Не е битно. Сакам да кажам дека фактички сиот тој наратив кој го промовираше ДУИ и во предизборието и за време на изборниот процес и ден потоа се распадна како меур од сапуница. А се распадна токму заради јасниот став, јасната порака на македонските граѓани, вклучително и на оние кои се од албанската етничка заедница, кои јасно ставаат до знаење дека веќе не можат да играат на картата на национализам. Војна или етнички судири не се од интерес за никого. Прво и основно што треба да помислат што значи тоа. Тоа значи живот и тоа значи инвалиди, тоа значи растурени бракови, растурени семејства, тоа значи разурнати домови и така натаму и така натаму. Кому му е тоа денес од интерес? Никому. Особено што пак ќе повторам, најголемиот дел од албанската популација ги осети сите тие злодела што ги правеше ДУИ за време на овие 20 години владење и присуство во власта. Од тендери, од сделки во 4 очи, завршувајќи со автопатот кој го зема Бехтелиенка. Еден потек кој е апсолутно во старт оценет како корупцијски скандал, мега корупцијски скандал во Република Македонија. Така. Има најава и за негово ревидирање, бидејќи не може да се раскине, тоа ќе носи други поени, но еве зборуваме за вас која што најверојатно според сите најави досега и според сето она што го знаеме околу коалицијските преговори, ќе има двотретинско мнозинство. Тоа ќе значи многу за една влада со двотретинско мнозинство во парламентот, ќе може да се промени и деловникот, реконструкција и редефинирање на министерствата и уште многу други работи. Па да, Многу поодврзани раце наспрема онаа стаклено-ножната на Заев па на Ковачевски кој што нонстоп паѓа и само ги менува албанските партнери од БЕСА, па Алтернатива, па еве на крајот завршија со Алијансата и постојано висеа во воздух со левитираа буквално. ќе се создаде еден простор за една релаксирана атмосфера пред се меѓу коалиционите партнери, кои што ќе имаат шанса да изградат еден концепт на, би рекол, долгорочна соработка, на база на нивните програми и да барат компромис за клучните работи за развојот на македонската држава, затоа што во овие моменти гледаме се она што се случува во светот, а тоа е многу важно за нас, дека државата е, македонската држава за нас е оној бедем кој што ќе не заштитува, кој што ни дава шанса, ние како македонци, како граѓани на Македонија, да се вградиме и во европско и на светско ниво,
во делот на тоа што представува наше учество во економијата, во политиката, во културата, во меѓународните институции, Во одбраната. во одбраната и безбедноста, се разбира, и сигурноста на македонските граѓани. И таа позиција треба да биде искористена баш токму со тие квалитетни предлози, ке кажам, треба да бидат квалитетни. Не се само во делот на деловникот, не се во делот на промената на министерствата во владата, тука е, да речеме, клучен законот за локална самоуправа. Локалната самоуправа е можноста за непосредна демократија на граѓаните, каде што тие преку собери на граѓани, дури и преку референдум, ќе решаваат за клучни работи од нивниот живот, да го подобрат квалитетот на животот, може да се поднесе закон или амандмани во делот на повисоко учество на ДДВ-то, да се дели на општините. По Германија, например, 10% од реализираното ДДВ во делот на персоналниот данок, 15% на општинско ниво. На таков начин и со оние ветувања кои што е програмата на ВМРО ДПМН, се разбира во соработка со нивните партнери, ќе може навистина граѓаните да ја почувствуваат директната демократија, да почувствуваат дека и тие се важни во македонскиот политички живот. И на тоа ќе значи прогресот во македонската демократија. И токму затоа таа лагодност, тој комфор во носењето на квалитетни закони со двотретинско мнозинство нема да ги поспешува, да ја поспешува потребата на европско знаменце, затоа што ние можеме да правиме реформи и без европско знаменце. Значи сите оние македонски, така да кажем, душе грижници кои што велат ние не можеме сами, нас ни треба камшикари од Европа, од светот, фактички се нихилисти. Тие го негираат 80 годишната македонска државотворност. Оваа година 2 август правиме 80 години од 2 август асном 44 година. И на таков начин, значи ние можеме да правиме квалитетни реформи со кои што јас уште еднаш ќе кажам, ќе ги убедиме европјаните дека ние уште од 1970 година како држава, република во Југословенската федерација усвојуваме европски вредности. И во делот на преференциите на тогашните стоки од поранешна Југославија, и во делот на политичкото учество, последен преговарач со Европската тогашна заедница, пред Грција да стане членка на Европската заедница, беше Стојан Андов, македонец во Југословенската влада. Значи, ние сме луѓе кои што усвојуваме 50 години, половина век европски стандарди, го усвоивме уште тогаш ДИН стандардот. Овие земји што сега ни држат лекции, Бугарија, Романија, Летонија, Естонија, тие работеа по ГОСТ стандард до 1991-2 година. Тоа беше советски стандард. Тие беа далеку за нас во усвојување на европски стандарди. Ние сега треба да го вратиме тоа достоинството на македонецот во однос на Европската унија, поранешна европска заедница. Значи, ние треба да докажеме дека нашиот вредносен систем е компатибилен со европскиот вредносен систем. И полека да ги убедиме дека тие реформи што ги правиме се согласно Копенхашките критериуми, согласно Мастрихтските критериуми, согласно договорот од Ница, а не да бараме некои странични патеки кои што не се, да речеме, прво не се соодветни со стандардите на Европа. Едноставно, оние метнати договори во преговарачката рамка за билатерална соработка со Грција и Бугарија, таа билатерализација на односите помеѓу соседите како пречка или потик за наше зачленување, не соодветствува со европскиот урнек за градење на модерна Европска унија. Ако сака унијата да биде силна, тогаш ќе мора тоа да го елиминира и да одиме за сите подеднакви, да имаме за сите подеднакви критериуми, за сите држави. И тоа ќе биде задачата на оваа влада. Во разговорите со представниците на Европската унија да ги убеди дека нашиот модел на меѓуетничко, на меѓуконфесионално, на меѓукултурно живење е апсолутно адаптабилен со европската култура. Затоа што европскиот фундамент произлегува од Втората светска војна, европската фактичка културолошка димензија е од Втората светска војна и од Холокаустот. Ние сме дел од таа Втора светска војна, ние сме дел од антифашистичка коалиција, ние сме создадени како антифашистичка држава и во тој контекст ние ќе можеме, пак ќе кажем, да се вратиме на 70-те години, да кажеме што тогашна Република Македонија во друг облик на општествено уредување, а сега во новиот облик на, оној облик што го нарекуваме неолиберална демократија, сме направиле и за македонските граѓани, и за европските граѓани, и да бидеме горди и достоинствени, и да не се плашиме дека не можеме сами. Можеме, а токму ова што го говоревте, дека ова двотретинско мнозинство ќе ни даде таков комфор, таков еден концепт
на долготрајно креирање на квалитетни законски решенија во собранието на Република И само би Македонија. додал дека одговорноста на собранискиот состав е огромна. Да. Токму заради овие факти што сега ги Така, многу изнесов. комоција, стабилност, но и обврска. Но и огромна. обврска и Одговорност, одговорност. одговорност, да. Одговорност во секој поглед. Очекуваш прекин, како што најавува и Ѓорчев, на овој, како да го кажеме, нихилистичко, мазохистички, ојкофобен, субмисивен, сервилен пристап кој што беше репер за владењето на оваа влада, еден протекторат, мислам, беше поим за она што беше за жал Македонија минативе 7 години. Косово за нас беше држава и пол. До тоа ниво дојдовме, нели, за жал. Дефинитивно Македонија ќе се излече од таа состојба, од таа позиција на подчинетост, на пониженост, на згазено достоинство и така натаму. Коленничење и што. Да, мислам дека дефинитивно Македонија ќе се излечи. Но, пак ќе кажам дека патот кон излекувањето од таа состојба е пред се осврнување на собствените проблеми и нивно решавање. Мислам на владењето на правото, мислам на борбата против корупцијата, мислам на реформи во системот генерално. Видете, судството 3% е довербата во него. Се доведовме во позиција врховен судија да биде уапсен и ставен во притвор. Така што тоа говори дека реформи се неопходни, а обврската и одговорноста за тие реформи ги има токму собранието и мислам дека со една сериозна работа, со една посветена работа ќе ги надминеме овие сите опашки од минатото. Јас би сакал само уште една работа да додадам овдека, а тоа е дека Република Македонија има една таква позиција која во моментов се прашувам дали ги исполнува копенхашките критериуми. Лично сметам дека не ги исполнуваме копенхашките критериуми. Особено во делот на правосудниот систем, делот на владењето на правото, делот на борбата против корупцијата, па ако сакате и по економските параметри, ние каскаме во тој дел. Во оваа насока, оваа влада, верувам, има капацитет, ќе има сила да ги реши сите предизвици кои стојат пред неа и на еден мирен, би рекол, мазен начин да ги разубеди европските партнери дека ние сме држава со сите нишани, држава со која негува европски вредности. Мораме да бидеме свесни дека сега се изборите за Европскиот парламент, така што ќе дојдат нови ликови и во раководството на Европската комисија и мислам дека ќе се создадат услови сите овие пречки што стојат на патот кон европските интеграции, особено оние наметнати обврски кои никаде и за никого друг не важат освен за нас, дека ќе бидат симнати од листата на обврски. Од дневниот ред, така. Да, кои треба да ги исполни Република Македонија. Особено оние протоколи кои се подпишани на чудесен начин, а значат дефинитивно гаснење на македонската нација. Како натаму во овој аспект, од овој аспект гледано зборуваме за Преспанскиот договор, зборуваме за бугарскиот кој што и не беше толку лош до она фризирање што го направија со францускиот предлог кој што и не е баш така француски, да не се лажеме, туку бугарски, како да излеземе од оваа буквално кажано стапица во која што не внесоа Заев, Димитров и останатата потоа Ковачевски компанија, до кога ќе го сееме она што го посеа буквално кажано Заев, Димитров, Ковачевски и останатите? Па јас лично сметам дека СДСМ имаше исклучителна шанса после објавувањето на францускиот предлог, кога вида дека нема можност да постигне двотретинско мнозинство во собранието на Република Македонија, веднаш да организира вонредни избори
и да го послуша гласот на македонскиот народ. И тогаш Македонија ќе кореше многу посигурно, посилно кон таа, како да кажам, патека по која што таа траекторија која што ние сами ја проектираме кон Европската унија. Оно што тие го направија, прифаќајќи еден, би рекол, антимакедонски, креирајќи еден антимакедонски пат кон Европската унија, во кој што се загрозени и националната и државотворната димензија на Македонија со прифаќање на подпишување на протоколи кои што се составен дел од договорот за пријателство, соработка и добрососедство. Имаме два такви протоколи. Човек кој ќе ги прочита, ќе се вчудоневиди со каква храброст тие луѓе ги подпишале тие протоколи, зашто тие не се дел од преговарачката рамка во член 5, но автоматски, бидејќи е договорот во член 5 во преговарачката рамка, автоматски протоколите стануваат облигација за спроведување. Зашто утре представникот на Бугарија во Европската комисија или на Советот, на Европскиот совет на политичките лидери, па дури на Советот за општи прашања или на Корепер, Советот на министрите, ќе постави прашање што е тоа што Македонија го извршува од договор за пријателство, соработка и добрососедство. Така што ќе имаме тешка задача, таа треба да биде на два нивоа. Прво да преговараме со соседите, да продолжиме. Видете, географијата е, што е меѓународната политика? Географија и интерес. Ние со Бугарија и со Грција мора да живееме. Таа е неизбежна. Значи, тие се нашите соседи, ние мора да ги градиме односите. Јас тврдам дека можеме да ги надградиме и во двата случаеви, со конкретни предлози во области за кои што Европа ќе не подржи. И со финансиски средства, и со проекти, ако ние знаеме што сакаме. Конкретно со Бугарија тоа е пред се енергетската соработка, граѓанската соработка, граничниот премин Тепалото, четвртиот граничен премин, туризмот, сето оно што представува инвестиции во IT технологијата за кои што Бугарија во Југоисточна Европа е гигант. Наше учество имаме ние фирми кои што работат многу успешно во Бугарија со наши представништва. Да не ги споменувам сите сега, меѓу кои што се Адинг, Алкалуид, Тиквеш. Така што со нивна помош, Силекс порано беше исто така многу актуелен, можеме да изградиме еден економски амбиент. Знаете, ние живееме во светот на економски детерминизам. Таков е тој порадок каде што и ние припаѓаме, тој западниот свет. Така што со работка на тоа ниво, градејќи односи пред се на добра волја, чест, достоинство, почит, можеме да дојдеме до ситуација да разговараме, да ги оставиме спорните работи на страна, да одиме кон тоа. Но треба двајца за танго, амбасадоре, како? Гледате што се случува, излегува Мицотакис јуниор и вели, направивме Белја со Преспанскиот, им ја признавме наводно нацијата јазикот, што знаеме дека не ни признаваат. Бугарите чекаат на резервна клупа. Каде вака? Мора да се менува нешто сериозно. Да, но ние не можеме да се затвориме сега и да кажеме. Ама и Европа конечно треба да тргне малку работите од првиот степен е ние да чекориме, да правиме напори. Значи, ете, моето искуство е во тој дел и во делот на влада и парламент и граѓански сектор и сето тоа искуство со Грција и Бугарија ме упатува дека ние можеме квалитетно да разговараме со нив. Да понудиме што е нашиот предлог. Доколку тој биде одбиен или биде на некој начин навредлив или биде неконструктивен или нецелисходен за Република Македонија, се разбира дека ние не мора да го прифатиме, но мора да разговараме. Значи, она што беше најлошото кај претходната власт е тоа што таа не се обиде, например, во договорот со Бугарија, имате член 13 став 2 можност да го надградите. И преку дипломатски пат нашата политичка власт во изминатиот период 7 години и покрај тоа што види дека ништо не оди од тој договор, таа не сакаше да предложи никакви измени во тој договор во корист на двете држави. И Бугарија е оптеретена со договорот, не сме само ние, и тие имаа проблеми и околу Шенгенот, и околу еврозоната, баш токму заради проблемите со Македонија, па и проблемите со Турција што ги има. Значи, во тој контекст, едноставно, мораме да градиме тој степен на добрососедски односи и регионална соработка на прво ниво, на второ ниво, директно во Унијата, во преговорите со комесарите за проширување, со председателот на комисијата, со председателот на Европскиот парламент, со многу министри кои што се важни во додолни сектори, битни за структурната поддршка на Македонија, да укажуваме дека едноставно ние сакаме
Оно што кажа господин Зафировски е многу важно. Ние не само во делот на поглавето 23-24 правосудство, фундаментални права и правда, ние и во економските критериуми заостануваме. Ние паднавме за овие 7 години нашиот Го имавме најлошиот извештај до сега во историјата. Нашиот бруто општествен производ, Љупчо, е 2,25% од просекот на бруто општествен производ на Европската унија. Ние сме 1/4 од европскиот поживотен стандард. Ние имаме некаде околу 7.500 евра по глава на жител во Македонија. Европа има 32.000 евра по глава на жител. И тоа вкупната унија, не еврозоната. Таа има 34.000 повеќе. Така што ние мора да погледаме да се соочиме со вистината каде отидовме ние, во која дупка сме во делот на надворешниот долг, заложувањето 11,5 милиарди евра од 84%, во делот на јавниот долг на Македонија 8 милиарди и 500 милиона евра, тоа е некаде околу 60% се движиме и тоа ќе биде тешка задача за актуелната власт, така што тоа ќе бидат двостепени преговори. Од една страна убедување на Европската унија што можеме, да ни даде еден рок во подолг период, што можеме ние да предложиме, квалитетни предлози, како да ги надминиме тие дисбаланси помеѓу Македонија и Бугарија, помеѓу Македонија и Грција, па да видиме од тоа што Европа може да влијае. Например, извинете уште ова, Европа можеше многу лесно да ја натера Грција, ако сакаше, ако беше добронамерна кон Македонија, кога Грција беше најтешко. После кризата на Wall Street, кога Грција доложеше 300 милиарди евра на Deutsche Bank да откаде возниците, доколку сакаше госпоѓа Меркел, можеше да влијае на грчкиот премиер во тоа време да пијат кафе како што пие Орбан и Шолц за Украина и тогаш со празно столче да гласаат Македонија да ги отпочне преговорите. Ќе продолжиме со тебе, Војслав, на истата тема. Мораме да одиме со кусиот блок реклами. Програмската шема го диктира тоа. Се враќаме, веднаш ќе зборуваме за сите оние оставштини, миразот што не го остави Заев, Димитров и компанија, како да излеземе од тоа што ни го направија, а ќе го жнееме тоа подолго времено. Со нас се Војслав Зафировски, Маријан Ѓурчев. Се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се Војслав Зафировски и Маријан Ѓурчев. Завршивме со Европската унија и она што не очекува. Како гледаш понатаму дека треба да се оди, мајки преди се она што ни го оставија во оставштина една немила Заев, Димитров, Ковачевски и останатата банда, да не речем, околу нив? Јас во цело се согласувам со господин Ѓорчев кога вели дека треба да се водат преговори на две равништа. И длабоко сум убеден дека секој разговор, па дури и најлошиот, е подобар отколку замрзнување на состојбата. Но она што за разлика од претходната власт сметам дека треба оваа власт да го направи, тоа е да се фокусира на домашните проблеми. Пред се на домашните проблеми. Правда, здравство, образование, што веќе не. Така. Порека, значи, да ја консолидира државата, да ги консолидира институциите, да почнат да бидат функционални, затоа што ние денес затекнавме нефункционални институции. Простете, ма тоа е вистината. Нема институција каде што нема проблеми. Системот е девастиран секаде. Системот е девастиран до крајности. Значи, мора најнапред да се фокусираме на она што е домашна задача и во меѓународните односи, во меѓународната политика да се разговара. И многу битно е да се разговара пред се за оние прашања кои се неспорни, кои можат да дадат некаква додадена вредност во комуникацијата и со соседите, но и со Европската унија. За крај сепак, бидејќи немаме многу време, последниот збор ќе му го дадам на Ѓурчев. Дали си сепак оптимист во однос на она што не очекува и што очекуваш прво да се случи од работите кои што треба да се случат? А треба многу. Зборуваме за патриотите од 27 април, зборуваме за Кичево, Охрице, шегувам, но нели автопато, за клиничкиот центар, за економијата која што е во була, многу работи. Јас сум оптимист и сметам дека овој состав и во собранието, ако сакате и на владата,
имаат капацитет да се носат со предизвиците на времето и дека добар дел од проблемите ќе почнат да се решаваат. Што е тоа што прво очекувам? Лично јас кога би се прашувал, би го покренал прашањето на одговорноста на претходните носители на јавни функции, кои направија огромна штета на Република Македонија, ја доведоа во подчинета позиција во однос на соседите, пред се во однос на соседите, и тука мислам дека треба одговорност да понесат Заев, Димитров, Пендаровски, како носители на највисоките функции во Република Македонија. Инаку, владата си ја работи својата работа, институциите да се стават во функција на граѓаните и да представуваат сервис на граѓаните, а не граѓаните да бидат измеќари кои треба Така. За промена да се случи. Така тоа. е. Значи, тие промени ги очекувам. Така. И тоа е моето видување на нештата. Ѓорчев, кои се првите очекувања од работата на оваа власт? Што според тебе, има многу жешки, врели костени оставено од минатата, што прво ќе се случи? Според мене јавниот интерес, државниот интерес. Ако ние сами не работиме за себе, кој е тој некој друг од надвор што ќе работи за нас? Тоа е максимата која што треба секој ден владата, извршната власт, собранието, председателот да го имат пред себе, познавајќи го премиерот и неговите големи организаторски и креативни способности, познавајќи дел од министрите што ќе бидат, убеден сум дека тие на прв ред ќе го стават македонскиот граѓани и државниот интерес. Без јавен интерес, без државен интерес, не ќе може ни бизнисот, не ќе можат ни граѓаните, ни цивилното општество да оди напред. Со апострофирање на важноста на македонската држава и незината улога како на внатрешен така и на дворешен план, ние се надевам брзо ќе ги стигнеме далечините кои што ги проектиравме, а тоа се разбира членство во меѓународната, односно меѓународните сите меѓународни тела, а пред се Европската унија. Ви благодарам што бевте мои гости. Ви благодарам за поканата. Има уште многу работи, но времето жал е тоа. Се гледаме во следниот период да ми бидете повторно гости. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.